Во 2006 година се донесе Конвенцијата за права на лицата со инвалидитет. Во земјава битката за ратификување на оваа конвенција почна во 2007, а траеше се до 2011.Оздруженијето Мобилност велат уште од тогаш нашите закони беа над конвенцијата, но нивното спроведување беше замрзнато. Овие лица покрај што се борат со сопствената мака и остварувањето на своите права. Мака мачат и совработувањето веќе 30 години откако постои издруженијето основано во 1987 година. Тој проблем беше и остана и покрај тоа што на два пати во два наврати имавме ние промени на законската регулатива, посебно специјален закон за вработување на инвалиди и уште еден закон кој после оден под мраз, така наречен. Сега имаше иницијатива на владата за самовработување, меѓутоа на отворениот пазар на трудо во базата долу и покрај, значи правно се окей е. Супер е, меѓутоа долу во базата работите не одат. Искуствата им покажале дека дополнителен проблем представува и заштитата на инвалидните лица кои се веќе во работен процес. Јанков додава дека многу е важна соработката со локалната самоуправа, но не само декларативно, туку суштински. Да функционират овие контролните механизми, инспекторати, значи тука само него да го заштити, ти не само да регистрираш, него конкретно да го заштитиш, што ти ние стварно имаме терен и на вработените и во самовработувањето, кај што стварно ќе има големи проблеми имат. Значи ретко најзаштитени се лицата со инвалидност во државните институции и во големите организации, да речеме во Битола како што е Киро Дандаро, како што е Фуставарко Борец, значи кај што се дефинирани, таму примат добра и редовна плата, значи заштитени се. На 3 декември се одбележува Меѓународниот ден на лица со инвалидности, кај нас со низа активности како разни трибини, работилници, промоции на книги на своји членови, учество во ТВ емисии, копаничарски или ликовни дела и слично. Годинава со театарска представа на нивни членови ќе го одбележат овој ден во Ресен.